Околу 11.000 административци до 2028 година ќе добијат околу 40% повисока плата. Владата и УПОС постигнаа договор. Премиерот пак секој месец ќе анализира дали е подобрена услугата кон граѓаните и бизнисот од нивна страна, нешто што го побарал од синдикатите за возврат. Со договорот, вработените во управата и правосудството, ова и наредните 2 години, ќе добијат плюс 8% покачување на платата во која ќе биде пресметан износот од законското зголемување на минималецот. Она што е уште подобро за нас како синдикат е тоа дека ова право се дава во индивидуален, во поединечен колективен договор, што би значило дека во било кое време, доколку утврдиме уште повеќе права, или поповолни права за вработените, по постапката за подпишување или измена на тој колективен договор била многу побрза, отколку да се носи нов закон. Тука нема да застанеме и дека понатака ќе продолжиме со преговори, затоа што знаеме дека колективниот договор, општиот колективен договор во јавен сектор е истечен. Сега наред е министерката за финансии да најде околу 10 милиони евра годишно за да се реализира ова покачување. Премиерот Мицковски вели, ќе се обезбедат преку кратење на одредени трошоци, но и со зголемување на приходите, без да има скок на даноците. Само за споредба, со 78% зголемување на платите на нешто над 1000 функционери. Поранешниот министер Бесими пресмета дека годишно ќе бидат потребни 15,5 милиони евра. И годинава да нема сериозен скок на нивните примања, Мицковски уверува дека до крајот на месецов ќе се направи нова корекција кај коефициентите. Но борбата за повисок минималец на синдикатите продолжува. Премиерот Мицковски пак вели, зголемувањето ќе биде согласно законското решение. А доколку постигнат договор помеѓу себе работодавачите и работниците, тогаш практично ние можеме само да го поддржиме и поздравиме, но тогаш ќе треба и овој договор кој што го имаме сега со овие 2 гранки да го нивелираме, затоа што тогаш ќе дојде во пресметката, во методологијата, согласувањето со минималната плата премногу големо, зголемено за одреден процент, тие пари во буџетот ние ги нема. ССМ пак од вторник почнува со блокади. Во 9 часот наутро прво парламентот. Во следните денови бизнис секторот, но и владата. Бараат раст на минималецот на 600 евра, а сите останати плати да се зголемат за најмалку 100 евра. Преговорите меѓу владата и УПОС пак траја повеќе од 1 година.